Иако државата лани во октомври се обврза на околу 300 луѓе од Еврокомпозит да им ги покрие неплатените придонеси за 6 години, до ден денес ништо од тие сладкоречиви ветувања. Згора на ова, пред неколку дена добиле и дрско образложение од новата представничка на Општествениот капитал. Немаме на кого да му се обратиме, привидејќи новата влада се уште, знаете дека брзо се формира. Сем на таа што е представничката за Општествениот капитал, што е наименува на местото на Софија. Ни кажа дека се прави нова проценка на фирмата. Во овај момент, значи во буџетот пари нема такви да не се надеват. А се прави нова проценка. Значи децидно ви ги пренесов зборови. Се прави нова проценка, тоа е купување на време, по моје. Огорчени, гневни, но и лути, работниците велат дека повторно се чувствуваат заборавени, измамени и изманипулирани. Ова уште повеќе поминато неделниот одговор на писмото кое тие го испратиле до премиерот Заев, а во кое тој со само две реченици, како што велат, повторно им ветува решавање на нивниот проблем по пат на диалог. Ова уште повеќе ги револтирало. Очајни се и 60-тината вработени кои веќе 9 месеци се на принуден одмор и немаат буквално никакви примања. Несреќата да биде поголема, досега тие не се ставени и ниту во еден пакет владини мерки. Од декември 2019 година до ден денес немаме земено ниту еден денар. Немаме никаква помош од владата, иако најавуваше пакет мерки. Никаков ваучер до сега ние немаме земено, а имаме сознание и овој четврт пакет на мерки дека повторно нема да бидеме ние обземени. И затоа сме приморани да му се приклучиме и ние на вработениот технолошки вишок и да почнеме да протестираме. Значи, толку се изреволтирани луѓе што немаме друг излез. Колку луѓе сте? Ни се закануваат со ако не држиме растојание дека по 2000 евра казни дека ќе ни пишуваат, ама ние сме казнети веќе Од Господ. преказнети. Значи, што сакаат нека ни прават, ние излегуваме и протестираме. Заради ваквата состојба, сите работници од загубарот Еврокомпозит од утре локално се враќаат на улица. Се закануваат дека доколку власта и понатаму се оглушува на нивните барања, тие од наредната недела протестите ќе ги продолжат пред владата.